Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми, почитувани пратеници. На денешнава седница продолжуваме со разрешување на замениците министри во владата на Република Македонија. Од случувањата во изминативе денови, очигледна е целта и намерата на оваа ненародна власт, а таа е власта да остане што подолго на политичката сцена, за да ги продолжи бизнисите и тендерите, тесните интереси на партиските лидери, провизии за нереализирани милионски проекти и така натаму. Што може да очекуваме од ваква неспособна и криминогена влада? Влада која за 6 години не сработи ништо. Веќе сите знаеме дека реконструкцијата на оваа нелегитимна и ненародна власт е сосема бескорисна. Колку подолго остане оваа власт, толку повеќе губат македонските граѓани без разлика на етничката припадност. Денес повторно имаме пазар за спас на владата од нејзиното потопување на штета на сите граѓани кои им ја дадоа довербата на изборите и ги изневерија ветувањата дадени за време на изборната кампања. Многу често се повикуваат на европските вредности, но во секојдневната практика тоа не го почитуваат. Во контекст на тоа, ќе напоменам дека во 2020 година владата подпиша кодекс за етичко однесување на членовите на владата и носителите на јавни функции, именувани од страна на владата. Замислете, во подготовката на кодексот учествувал обвинетиот Рашковски, истиот тој кој ги прекршува правилата за владење на правото, на транспарентност, на отчетност, стручност, совесност, честност, одговорност и посветеност на функцијата како основна и единствена должност, се во интерес на граѓаните. Сега се поставува прашањето: дали функционерите и оние кои го напишале кодексот го прочитале, а камоли да го спроведат? Одговорот е повеќе од јасен. Ако го прочитале, пред да го подпишат, денес ќе имавме образложение за оставките и разрешувањата. Но такво нешто не слушнавме. Од овде тргнуваат нашите сомнежи дека било што ќе се смени на подобро. Зошто го разрешувате министерот за одбрана? Очигледно не ви одговарал, бидејќи е дел од огнената група која јавно го изгаша незадоволството на Артан Груби. И додека ние тука се расправаме кој ќе влезе, кој ќе излезе од власта, ќе ве потсетам дека има многу поважни теми што не засегаат и нас и граѓаните, како што се инфлацијата, високата цена на струјата, задолжувањето и сиромаштијата, за кои власта покажа дека нема решение, нити па има план за да ги реши проблемите. Факт е дека имаме галопирачка инфлација, но факт е дека не превземате ништо во заштита на стандардот на граѓаните. Власта ја интересираат само наместените тендери. Во Македонија дојде живот само за власта и блиските до функционерите на власта, но не и за останатите кои честно заработуваат и редовно ги плаќаат давачките кон државата. Ако ги споредиме цените на основните производи со цените во европските земји, ќе видиме дека кај нас тие се на повисоко ниво. Инфлацијата граѓаните ја чувствуваат кога ќе влезат во маркетите. Индексот на мизерија покажува дека во Македонија луѓето едва и врзуваат крај со крај, ако се земе предвид податокот дека 2 минимални плати не ја покриваат потрошувачката кошничка. Наместо да дискутираме конструктивно за решавање на реалните проблеми со кои се соочуваат граѓаните, да се насочиме на подобрување и решавање на проблемите во образованието, проблемите во здравството, во стопанството, да се насочиме на реформи во судството, да подготвиме вистинска стратегија за енергетиката, вие докажувате дека воопшто не се грижите за граѓаните. Колеги пратеници, мораме на младите да им обезбедиме иднина и перспектива во Македонија, која ќе се темели на вистинските вредности, а не под превезот на лажните вредности да промовирате наводна европска агенда и вредност, а притоа скандалите за криминал и корупција, за сето она што е поврзано за работата на владата да се нижат, да продолжи катастрофата во образованието,
а пациентите и понатаму да не добиваат здравствена грижа и да не умираат по ходниците. Тоа ли се европските вредности кои што треба да ги промовираме и да веруваме во тоа? Освестете се, фатете се за работа, за да избегнеме тоталната пропаст и тонењето на оваа држава, за кое што гинеле нашите предци. Да ги задржиме младите тука, економски да ја развиеме државата, да направиме здравство кое што ќе биде конкурентно и да го подигнеме нивото на образованието. Во делот на земјоделството, земјоделците се крајно разочарани. Во овие 6 години, граѓаните и земјоделците се свесни дека земјоделството нема никаква полза од министерот. Ветувавте дека ќе се зголемат субвенциите, а се случи спротивното. Наместо парите да завршуваат кај земјоделците и да се поттикне производството на земјоделските производи, им ги намаливте субвенциите, ги оставивте да се борат за гола екзистенција. Ситуацијата како да кулминираше оваа сезона. Пиперките во Струмица завршија на буниште. Оризо производителите и одгледувачите на свињи се на улица, а пред се и во тотален колапс е и краварството. Распадот се чувствува и во образованието. Дали европско образование е тоа во кое се скрати од изградба на основни и средни училишта или изградба на спортски сали? Дали грижата за најмладите значи кратење средства за изградба и реконструкција на ученички и студентски домови? Дали европските стандарди ви налагаат да кратите во професионален развој на воспитно-образовниот кадар во основното и во средното образование? Ништо од европски принципи за европско образование. Повторно дојави за бомби во училиштата, повторно никаков план, никакви насоки, препораки за евакуација на децата и надоместување на изгубените часови. Министерот за образование, кој може би ги знае податоците, ништо не превзема за секојдневните огромни пропусти. Луѓето чекаат одговори. Кој ќе им каже на 600 кандидати зошто од државниот испитен центар им беше ускратена есенската испитна сесија за полагање на приправничкиот испит. 111 кандидати кои чекаат да се стекнат со лиценца за директор заслужуваат да им го решите проблемот со незаконското закажување на испитот, кој ни по една година, а за некои ни повеќе, не може да го завршат. Спроведувањето на новата концепција на Мила Царовска во 5-то оделение предизвика проблеми во изведувањето на наставата. Факт е дека онаму, каде што нема технички средства, например, за предметот техничко образование и информатика, таму и часовите се несоодветно распоредени на наставниците и дополнително наставниците не се дообучени за спроведување на новата наставна програма. Има уште многу, но поентата е во тоа што системот комплетно се распаѓа, а никој не води грижа за да го запре овој распад. Власта на СДСМ и ДУИ во моментот го зголемува мнозинството, па од тука произлегува прашањето: зошто го прави тоа, наместо да ги решава секојдневните проблеми на населението? Дали европско образование е тоа во кое се скрати од изградба на училиштата или изградбата на спортските сали? Образовниот систем го проби дното. Доста е. Ништо од европски принципи за европско образование. Понатаму во последните 5 години не е започнат ниту еден капитален проект. Автопатот Кичево-Охрид останува заглавен и не знаеме до кога. Каде се трошат народните пари? Каде и како завршија овие 2,5 милиарди евра кои треба да ги враќаат и идните генерации? Кои проекти се започнати? И уште поважно, кои проекти се завршени? Луксизирањето и трошењето на народните пари од страна на повеќе министри и функционери на владеечката структура предизвика бурни реакции во јавноста. Но граѓаните паметат се што ветуваа и какви штети направија во овие години, додека се на власт, бидејќи се сведоци на секојдневните.
Рашила Мизрахи има збор.